За најмногу еден месец треба да заврши целосната реконструкција на Кочанската општа болница. Активностите на терен започнаа со поставување на нови прозорци, а ќе заврши со нова водоводна и канализациона мрежа, како и противпожарни апарати. Работите започнаа со поставување на нови прозорци, целосно нова инсталација и нова водоводна и канализациона мрежа. Реконструкцијата ќе продолжи со хидроизолација на објектот, поставување на комплетно нова вертикала на водоводната и канализационата мрежа, која ги поврзува и горните оддели на физикална медицина, конкретно хирургија, гинекологија и неврологија, порамнување и обновување на подот и поставување на нови врати. Особено важно што цениме како влада дека е потребно да се нагласи е дека по долги години се оспособува хидранската мрежа која беше целосно нефункционална и во тек е поставување на нов противпожарен систем, неопходен елемент за безбедноста на пациентите и медицинскиот персонал. Почитувани, ова не е само реконструкција. Ова е јасен сигнал дека Кочани добива системска греша. Додека трае реконструкцијата, повредените на терапија ќе одат на одморалиштето на Пониква и таму се преземаат соодветни мерки за прилагодување на условите, а пациентите со терапија ќе започнат од утре. Поставени се комарници, кои што се од суштинско значење за заштита на пациентите во оваа фаза. Спроведена е и комплетна дезинсекција и дератизација, вклучително и на шахтите околу објектот, кое што е направено во соработка со Центарот за јавно здравје Коча. Во меѓувреме се прават напори за повредените да ги добијат сите неопходни креми, компресивна облека, лепенки и силиконски маски. Дел од истите веќе се пристигнати во Кочанската болница и им се достапни на повредените. Друг дел ќе пристигнуваат континуирано во наредниот период. Стигнати се во болницата и цикакер лепенките кои што пациентите долго ги бара. Првата тура која што е пристигната во болницата брои 95 лепенки и динамиката на доставување на тие лепенки во болницата ќе биде во зависност од достапноста, значи на добавувачот. Се прават напори, меѓутоа бидејќи се работи за поголеми количини кои што ни се потребни, самата динамика ќе се одвива на неделна база. Понатака сакам исто да ве информирам дека значи веќе се потпишани договорите со Градската општа болница 8 септември за пулмолозите. На 58 повредени веќе им е дадена компресивната облека и тие ја носат. Веќе имаме видливи позитивни промени на самите лузни. Повредените од дискотеката Пулс веќе одат на физикална терапија во Кочанската општа и Штипската клиничка болница, а само една пациентка оди на преврски. Процесот на рехабилитација е долг, но се прават напори за пациентите да бидат целосно излечени.